Кажете ни, кој беше каменот на сопнување? Зошто толку време се остана без да функционира Советот? Јас мислам дека напоменав повеќе пати дека апсолутно беше потребно да одржиме подолги разговори во однос на наоѓање еден баланс во однос на делењето на политичката моќ, што е многу коректно во рамки на еден плурален политички систем. И така да мислам дека тоа време ни беше потребно и имавме време сите да рефлектираме, да размислуваме и да најдеме решенија кои мислам дека се соодветни на политичката бројност и политичката моќ, значи на тоа што представуваат политичките партии, имајќи го предвид фактот дека Советот е исказ фактички на волјата на граѓаните, но и на бројките кои политичките партии ги добили на избори. Каков договор се постигна? Кои функции, кои сектори успеавте да ги распределите меѓу партиите? Јас мислам дека ние имаме еден систем кој е пропорционален, што мислам дека ниту е нов, туку и не се ни разликува од тоа како што било фактички порано. Значи ние имаме 8 сектори во општината, од кои 2 би припаднале, значи во не партиски, туку во една логика која би била во базамент еднаква етнички. Јас мислам дека тој е принципот. И исто така, значи, ке имаме можност за да осигураме поголема представеност, значи на представничките, значи на представници на македонската заедница и во процесот на водење со јавното предпријатие, но и во другите процеси во целина во градот и во општината, и мислам дека тоа е еден многу коректен политички договор, што мислам дека е битно да биде и пошироко поддржан. Имаш информација дека се разговара и за дозвола за изградба на црква, на верски објект. Дали можете во тој дел да ни кажете за што се разговараше? Да, јас нема да навлегувам во детали, само можам да кажам дека делот на политичкото договарање ги опфаќа функциите кои се однесуваат и кои се во рамки на општината, додека сите други прашања се вон дометот, значи и на општината и на политичкото договарање. Мислам дека е многу битно ние заедно да работиме за доброто на граѓаните, заедно да најдеме решенија за прашањата кои ги тиштат граѓаните без разлика што националност имаат, да најдеме решение за проблемот со водоснабдувањето, да зголемуваме нивото на чистотата, да апсолутно ги решиме тие проблеми кои со години се наметнале тука, и мислам дека апсолутно тоа ќе ствара една добра атмосфера и доверба на граѓаните кон институциите, и мислам дека тука имаме апсолутно согласност да работиме отворено, транспарентно и за доброто на сите. Сега се уште има ВД директор на комуналното. Кој ќе раководи со комуналното? Значи, тоа е еден процес. Ние и во рамки, имајќи го предвид фактот дека за овие 3 месеци успеавме да ја спасиме општина Тетово од паѓање од проектот на KfW банката, германската банка. Меѓу другите услови кои ги бара оваа банка е поделување или поделба на предпријатието. Значи, ние ќе имаме еден процес и тој процес ќе биде јавен и транспарентен, и во рамки на тој процес ќе видиме да предпријатијата ги правиме ефикасни, а да бидат водени од најдобрите. Кажете ни, во овие на 3 месеци, главните одлуки, големите одлуки, според експертите како што тие билат, требаше да ги носи Советот на општина Тетово. Дали имаше закочување во работата на општината поради тоа што Советот не функционираше, и дали поради тоа граѓаните го плаќаат доводот? Или сепак функционира институциите како што треба? Значи, ако мислам дека сите сте тука и како медиум кој ги следи активностите, фактички
мој пристап беше да ние максимално намалуваме најпрво трошоци во однос на функционирањето, за да можеме да функционираме и ние и предпријатието како што треба. И секако дека одлуките на Советот се многу значајни, но за овие 3 месеци ние дадовме еден максимален напор за да градот функционира без поголеми, да кажам, проблеми, за тоа сум особено задоволна. Ја мислам дека од сега понатаму само подобро може да биде од тоа што го имавме како ситуација. Кога продолжува со работа Советот? Ценам дека идната недела, значи, ќе има средба, значи, состанок на Советот и после тоа мислам дека ќе имаме период кога можеби ќе биде потребно неколку поинтензивни средби на Советот, за да го надоместиме малце изгубеното и за да направиме, значи, едни одлуки кои се битни за подобрување на функционирањето на општината. Ќе биде избран председател на Совет? Да, секако. Ви благодарам за разговорот. Молам.